Почитувани сограѓани, помина 4 години откако ми ја дадовте довербата да ја водам општина Кочани. Верувам дека со мојата определба за почитување на работата, скромноста и знаењето, успешно ја оправда вашата доверба. Ветив во својата програма дека ќе работам за доброто на граѓаните на општината, без разлика на нивната полова, етничка, верска или политичка припадност. Ветив дека заеднички ќе работиме да го промениме Кочани, да направиме основа за подобра иднина на нашите деца. Работевме деноноќно нашите ветувања да станат реалност. Сработевме многу, но останаа уште многу работи кои треба да се завршат. Сега сме повторно пред нови предизвици, пред нови избори. Соработката и сплотеноста помеѓу сите нас, членови на ВМРО ДПМН, симпатизери, подржувачи и неутрални, ќе не направи доволно силни да се соочиме и со овие предизвици, за да и од овие избори излеземе како победници. Верувам дека оддалеку се гледа разликата на Кочани сега од она што беше пред 4 години. Кочани е едно од најпосекуваните места за живење. Го носи епитетот најчист град во земјата. Веќе имаме своји символи: грб, знаме, песна, регистарски таблички со кои се гордееме. Влезот во општината, едношталтерскиот систем, се одлики кои ја прават општината пристапна за секој наш сограѓанин. Грижата за граѓаните ја докажавме со крупните проекти за замена на старите азбестни водоводни цевки со нови, замена на главниот цевковод за водоснабдување, нови бунари, препумпни станици и намалување на загубата на вода. Асфалтиравме улици и тротоари во секој дел од градот и во селата. Со гордост можеме да истакнеме како град на културата бевме во центарот на културните случувања. Во секој од основните и средните училишта извршивме интервенции со замена на врати и прозорци, поведување на парно грејење. Нашата Пониква стана градилиште за да биде најголем спортско-туристички центар во Источна Македонија. Ова е само еден дел од започнатите проекти. Има уште позначени проекти кои во иднина треба да се реализираат за подобрување на условите на живење. Продолжуваме на проектот на отпадните води со пречистителна станица. Продолжуваме на проектот Пониква заедно со општина Пробишти. Браната Речани ќе биде еден заеднички приоритет со владата на Република Македонија. Заложба за доасфалтирање на сите улици во градот и населените места. Вложување во образованието, спортот, културата. Сушност, тоа беше и мојот главен мотив по втор пат да го прифатам предизвикот да бидам кандидат за градоначалник. Како прв човек во наредните 4 години, очекувам да ги продолжам овие проекти. Како докажан деловен и семеен човек, со подршка на граѓаните очекувам дека тие ќе бидат завршени. Длабоко сум убеден дека најголемиот број од граѓаните размислуваат како мене. Тоа го докажа и повеќето анкети. Очекувам да во наредните 4 години Кочани го направиме европски град. За таа цел понудувам програма со конкретни проекти и рокови. Нивно реализирање во секој дел од градот или населените места. Јас, заедно со советничката група и со вас граѓаните, сме доволна гаранција дека истото ќе биде направено. Очекувам дека поддршката ќе биде изразена во уште поголем број и со тоа ќе допринесеме да оваа програма стане реалност. Јас сум Радко Димитровски, кандидат за градоначалник на општина Кочани.